Радовиш, Богданци и Струмица се трите општини од југоистокот кои аплицирале за вработување лица преку програмата за општинско корисна работа што ја спроведува Министерството за труд заедно со Агенцијата за вработување, а поддржано и од програмата на Обединетите нации UNDP. Во Радовиш преку оваа програма ќе бидат ангажирани 23 лица кои ќе им бидат на располагање на 250 крајни корисници, и тоа на стари изнемоштени лица, лица со интелектуална попреченост, но и образовни асистенти. Во Богданци ќе бидат ангажирани 3 лица кои ќе одговараат на 104 крајни корисници за грижа на стари лица и за деца со попреченост. Во Струмица ќе бидат ангажирани 15 лица кои ќе одговараат на уште толку крајни корисници, 10 како лични асистенти и 5 образовни асистенти. И сметам дека овие услуги кои што ќе се пружаат на оваа група на граѓани или овие 102 вида на услуги кои што ги пружаме во општините, треба понатаму да размислите да ги интегрирате како постојани сервиси кои што започнуваат како пилотирање со општествено корисна работа, но општините и најдете начини со социјалните партнери, меѓу кои што ви се граѓанските организации, меѓу кои што ви се бизнис секторот, да направите едни одржливи програми. Секако Министерството е отворено за развој на детална програма, стандарди, квалитет следење и да ги ставиме во мрежата на сервиси кои што ќе бидат на територија на Македонија. Она што е иновативно и за мене посебно важно оваа година е тоа што лицата со посебни потребни кои што се вклучени во образовен процес или 140 лица во 18 општини ќе добијат можност преку општествено корисната работа да бидат поддржани од страна на општините. И тоа е навистина важна работа, поради тоа што ние како Министерство развиваме согласно законот кој што го менуваме и во собрание програма за персонална асистенција, но ова е образовна асистенција, така да овие две програми навистина понатаму треба да заживеат и да сите ние се грижиме да на лицата со попреченост им обезбедиме вклучување. Вклучување не е можно без асистенции, тоа го покажуваат и меѓународните искуства, но и искуствата кои што ги имаме тука. Дали родителот ќе биде асистент или државата ќе се погрижи родителот да биде на пазар на труд, а детето да добие персонален асистент или образован асистент, тоа останува на нас, но сметам дека треба навистина да изградиме системски пристап кон ова прашање. На ниво на Македонија во следните 6 месеци 466 долгорочно невработени лица ќе бидат ангажирани да даваат социјални услуги за граѓани во 39 општини преку програмата Општествено корисна работа, која е дел од владиниот ревидиран оперативен план за вработување за 2017 година. За оваа мерка ќе се издвојат повеќе од 20 милиони денари од буџетот на Република Македонија, а дополнителни средства има обезбедено и UNDP. Со мерката е планирано да бидат опфатени, односно потребните социјални услуги да ги добијат околу 8.000 лица во сите 39 општини.